Многумина од нас мислат дека случувањата во нашиот живот се однапред предодредени и дека ние сме само актери на улогата што ни е доделена. Во каков филм сакаме да живееме и која улога подобра ни одговара? Дали улогата на статист или на режисер? Која крои мојата и вашата судбина, ќе дознаеме вечерва. Добри вечер и ви посекувам добре дојде. Добре дојде на сите кои што не следите преку liveconnect.mk и кои што не следите на Twitter. Им посакувам срдечно добре дојде на моите гости вечерва во студиото. Со нас се Томе Насков, Саше Стојановски, Весна Богатиновска, Весна Станковска. На чет ќе не дружат оваа вечер Александра Методиева и Сузи Хани. Денес зборуваме за една многу интересна тема. Верувам дека на сите добро ни е позната. Малку прошетавме низ нашиот главен град и ги прашавме нашите сограѓани што мислат. Дали верувате дека постои судбина и кој е одговорен за вашата судбина? Да ги слушнеме. Да. Да? Да. Да. Па судбина како судбина не. Верувам во слободна волја. Тоа секој од нас има слободна волја, како што му е дал Бог на секој човек слободната волја. И тој верува тој како ќе одлучи, например, дали ќе се однесува добро или лошо, зависи од него. Не знам, не. Постои. Па има нешто и во тоа, има нешто, да. Има, се верува нешто, 50% така. Па јас сум фаталиста, да. Да. Верувам дека да, нешто си мешка прсти тука и тоа. Не. Во одредена смисла се не е конечниот одговор. Значи, ние си ја зацртуваме нашата животна патека со нашите ставови, нашите цели, меѓутоа и околината зависи од нас. Ние можеби многу сакам да постигнеме, меѓутоа не секогаш е туку едноставно, нели, заради околината. Па мислам дека сами си ја правиме судбината. Сами си ја креираме. Самата јас. Да. Одговорен. Најчесто, мислам, во најголем процент ние сме одговорни самите за својата судбина. Само себе. Па самиот човек, мислам, самиот себе, луѓето си ја наса судбината. Так. Во мојот случај, не, јас сум си одговорна. Да, јас верувам. Да, никогаш не ми е наклонета баш среќата за никои работи во одредени моменти. Така јас го доживувам тоа. Инаку, јас сум си одговорна. Значи, јас сум одговорна за моите постапки, одлуки. Јас си се чувствувам така. Не обвинувам никога. Па некој пат и самиот човек си ја крои судбината, а некој пат судбината си го направила своето. Тоа е тоа. Ги слушнавме размислувањата, односно одговорите на анкетираните лица. Јас сакам да ги слушнам и вашите размислувања по однос на оваа тема што имаме вечерва како зададена. Интересно, на анкетата видовме различни размислувања, од категорично да до категорично не, а некои пак од анкетираните се изразија има нешто 50-50. Значи гледаме една поделеност помеѓу самите луѓе. Јас верувам дека ако макар и цела Македонија да анкетиравме, немаше да добиеме некој конечен заклучок, туку ќе беа поделени самите мислења. И интересно оно што кажа последниот човек, вели, понекогаш ние си ја креираме судбината, понекогаш живееме според таа судбина. И тука има интересно за размислување. За мене беше интересно тоа повторно дека, кој што кажа Саша, дека имам различни мислења, а од една страна увидов една по мене контрадикторност. Одредени личности велат да веруваат во судбина, тоа велат дека тие самите се одговорни за себе.
Самите концепти некако као да се студираат и за мене да, некој 50-50 као да се може да се ценкаме со судбината. Само тоа укажува за мене дека ова тема нели е присутна меѓу луѓето, размислуваат за неа и сакаат да најдат правилно одговори. Верувам дека ние ќе се опитаме денеска да најдеме еден поконструктивен одговор на тоа прашање. Така. Оно што мене ме изненади, велат постои судбина, а кога ги прашавме која креира таа судбина, велат самите ние. Ме изненадува фактот дека се свесни повеќето за тоа дека самите влијаат врз нивната судбина, врз начинот на како нивниот живот ќе тече и ќе заврши. Така да и да веруваат дека постои судбина, ме радува свесноста дека имаат влијание врз неа. Така. Еве би ве прашала, од себе ова произлегува зошто луѓето веруваат во судбина? Еве тие што одговорија со она категорично да. Па јас лично мислам секој човек поминал низ различно животно искуство. Пример, некој се родил во одредено семејство и заради тоа што се родил во тоа семејство, едноставно се соочил со одредени работи и сега тој знае дека тие негови одлуки што ги донат во животот или тоа негово однесување е индиректно на некој начин резултат врз околината. А од друга страна има луѓе кои што имале поголема слобода, можеби уште мали, имале право на избор и им било возможно сето тоа и се чувствуваат како тие да се господари на својата судбина, како тие да ја креираат. Самиот збор судбина мене малку ми звучи језиво, да кажеме. Како би го дефинирале? Тоа има ли некоја универзална дефиниција за зборот судбина? Дали е тоа сегашноста и иднината што ни предстои или пак нешто така е зацртано и напишано и тоа е тоа? Дали може луѓето сами да ги диктираат правилата во својот живот или правилата на игра или мора да играат по нечии туѓи правила? Во анкетата мене ми беше нејасно. Мислам, на луѓето им е нејасно, малце ги помешаа работите, како што кажа Томе. Значи, и веруваат у судбина, и веруваат дека сами си ја кројат судбината. Значи, општо гледано дека не е јасно што е всушност судбина, а дали ние сами си ја кроиме и тогаш дали всушност е тоа судбина кога сам си ја кроиш. И која е таа дефиниција за судбина, дали се работи за сегашноста, значи се тоа што ни се случува сега или за воиднината, што ќе ни се случи, па не можеме да влијаеме на незе. Ја, ако може би сакал да дадам една од дефинициите за некој кој се кажува зборот судбина, по дефиниција ако се истражува, се бара во речници или на интернет сега, една од дефинициите е значи нешто што е предодредено, што е предодредено да се оствари и никој не може да го промени. Значи нешто кога некој е запишано некаде или одредено така и никој не може тоа да го промени. Значи тоа е судбина, предодреденост за еднината. Одреден човечки живот мора да дојде по одреден, запишан или некој план кој веќе е однапред одреден. Че тоа е терминот судбина, значи. Предодреденост за она што ќе се случи. При тоа, можеби, по таа предодреденост, гледајќи од нашата гледна точка, тоа го вклучува и минатото, и сегашноста, и иднината. Едноставно тоа е предодредено пред постоењето, можеби, на светот, и дури она што ни поминало низ животот, така морало да ни се случи. Така барем веруваат. Интересно. Зошто луѓето веруваат во судбина? Дали можат да играат по своји правила, да ги одредуваат правилата во животот, што ќе им се случува денес, што ќе им се случува во иднина. Во тој контекст, значи, мислам дека добро размислувавме, нешто да додадете. Луѓето сакаат да имаат влијание во својата судбина, ама ако нешто тргне погрешно, во погрешна насока, сакаат повеќе да веруваат дека така било судбина. Тука е коренот Као некако утеха да се наоѓаат во тоа. Проблемот, да. Па, она прашање што беше и претходно, или зашто луѓето веруваат во судбина, едно одговор веќе беше даде, можеби така и се навикнати. А од една страна мислам дека на моје мислење зашто луѓето веруваат во судбина е некој што се избега и одговорност. Знаете, што да правам сега? Така ми било пишано, нели? Ако ми било пишано, значи јас се губам од одговорност за моите постапки, за што да одлучам, но само се препуштам. Ако судбината навистина постои, мене ми останува што само се препуштам на работите.
Од друга стихино да си тече животот. Па како што е запишан, како што Што ќе ми се случи, ми се предодредено. случува, јас тука не можам ништо. Да си го изживеам само. Значи тоа некако ми доаѓа како да се откажуваат од животот, значи без иницијатива. Па ако они веруваат дека судбината веќе е одредена, ти си веќе само еден актер кој треба да исполни нешто, немаш некоја активно, слободно учество во тоа. А од друга страна, мислам дека таквото некое верување дава и некоја сигурност, знаете, за луѓето се има нешто запишано или го намалува човековиот страф, нели, са што ако ќе се случи, така. Мислам дека е комплексно ова прашање, затоа е многу присутно кај човекот, значи секојаш да се бори со тоа прашање, гледам и затоа и токму и разговараме на оваа тема. Так. Јас би сакала да ги слушнам и коментарите на чет линијата. Тука се Александра и Сузи кои што ќе ни помогнат да ги забележат вашите коментари доколку ги оставите, но верувам дека и досега пристигнати се некои добри мисли кои што сакат да ги поделат со нас. Повелете. Значи, ние ве поздравуваме и ве повикуваме да коментирате, да оставате мисли прекрасни во врска со оваа тема. Сега би сакала да прочитам една многу интересна и добра мисла. Секој човек е кројач на својата судбина. Да, јас мислам дека секој има право на избор во животот, бидејќи Бог на секој човечко битие му дал живот за да може, значи, сам да креира, сам да размислува, сам да постапува. Секој има слободна волја, значи, на работите во животот. Во продолжение имаме една мисла која што пристигна овде на чатот, вели судбината не лежи во звездите, туку во нас. Така е. Значи, многу пати луѓето често веруваат во гатачи, бајачи, судбината си ја бараат од звездите, во бајачите, гатачите, но за жал не е така, не се исполнува ништо од тоа. Јас мислам дека сами си ја кроиме судбината, како што рековме. И уште една мисла да прочитам и јас, храброста ги ублажува ударите од судбината. И уште една, ако може, животот е ехо, што испраќате, тоа ви се враќа. Така. Во продолжение има една мисла која што ни пристигна од наш гледач. Вели, судбината е глупав изговор да чекаш работите да се случат сами по себе, наместо самиот за да ги составаш. Одлична мисла. Благодарност многу, значи, за сите што заземаат активно учество на чатот на страната на Live Connect и на Twitter. Студио? Продолжуваме понатаму со нашата програма за вечерва. Висна, лисна ли им е сегашноста на луѓето? Па, во сегашни услови на живење, мислам дека не им е баш лисно. Зошто мислите така? Јас како дел од Сдруженијето на граѓани вистински дела на љубезност, имав можност да учествувам во хранење на бездомници и во посета на социјални случаи, така да видовме различни случаеви. Од она што јас го заклучив е повеќето од нив смитаат дека тоа им е судбина. Се среќаваме со бездомници кои што биле алкохоличари, изгубиле се или наркомани или значи секакви случаеви наидуваме на секакви случаеви и кога разговараме со нив како да си го подобрат животот, тие велат дека така им било пишано и дека тоа им е судбина. Не ја земаат одговорноста во своји раце и да кажат дека јас до тука го доведов мојот живот поради моите одлуки и дека имаат желба, например, да се сменат. Исто така бевме во посета на едно семејство каде што, значи, живеат во никакви услови. Домот, значи, не личеше на дом. Навикнати се така да живеат и сметаат дека тоа е тоа. Тоа им било судбината, велат. И се понудивме да им средиме, да окречиме, да го наместиме домот, да заличи на пристојно живеалиште. Се плашат од тие промени. Не дозволува. Тоа многу ме изненади, затоа што сватив дека уствари се навикнати на она во што се, на начинот на кој што живеат, се навикнати. И многу е тешко да на човек му објасниш дека може подобро да биде и може поинаку. Без оглед во кои услови да се наоѓаме и која ситуација да не затекнала, сепак верувам дека ако се бориме за подобро наше утре или денес, тогаш дека може да биде подобро. Да се покаже таа иницијатива, да се смени таа така наречена судбина, која што веруваат дека тоа е тоа, дека така им било пишано, да тука им било, да на тој начин да живеат. Дали менталниот склоп е пресуден за ваквиот начин на живење кој што ги има тие луѓе? Во секој случај, знаете, се среќаваме со луѓе кои што
некоја нова настаната ситуација, например, имаше една жена која што останала на улица, тоа за неа во почетокот представувал шок, меѓутоа подоцна се навикнува на тој начин на живот и тоа е тоа. Не може да ги промени условите, смета дека не може да се бори, да смени. Се припушта на ново настанатата ситуација, иако ги погаѓа. Сепак мислам дека во голем дел од луѓето со кои што се среќаваме, менталниот склоп им е дека тоа се условите кои што ми се предодредени да ги живеам и немам друго. И дека сите останати се должни да на луѓето кои што се предодредени така да живеат да им помогнат. Иако ние се обидуваме на секој може начин да им докажеме дека не е баш така. Дека секој е одговорен за својот живот, за своите одлуки и за сето оно што се случува околу него можеби не може на се да влијае, меѓутоа сепак веруваме дека во голема мера може да си ја промени така наречената судбина. Бидејќи знам дека доста работите, навистина има доста волонтери кои што се вклучени во вашата организација, посетувате семејства од најразлични националности. Значи, тука се и албанци, и роми, и босанци, и македонци. Дали има разлика помеѓу нив? Разлика по етникост, да, меѓутоа дали разлика во нивното размислување, во нивното превземање за да се подобри таа состојба во која што се наоѓаат? Па, видете, разлика во соглед на тоа во која ситуација се наоѓаат, значи, да не речам 90% од случаевите се тоа ми е судбина. Значи исто. Исто размислување, без оглед на че имаме и муслимани, и православни, и протестанти, сите религии ги имаме и сите сметаат дека така им е предодредено. Дека тоа им е судбината. Имаме 10% на луѓе кои што стварно се борат и нивните услови на живот се малку подобри од оние што. Иако нивното борење можеби не е онака како што може да го постигнат, сепак има некоја доза на неоткажување, на непрепуштање на судбината, туку на Значи се уште има надеж за да излезат од таа ситуација во која што се. Дали се љубопитни луѓе во денес да се дознаат својата иднина? Што мислите? Сметам дека дефинитивно се љубопитни и самата една социјална појава може која гледаме ние кај нас, тоа колку е појавата на тоа на некои техники за осознавање на таа иднина, например од хороскоп до одредени различни гатачи и значи на различни начин луѓето сакаат да осознат која им е судбината, што им носи иднината, кој што кажаме претходно, тоа им дава некоја утеха, некоја сигурност. И таа појава е и tekako, мислам, општа појава кај нас и ја би сакал да кажам дека јас сум бил дел од тоа. Моje животно искуство е дека јас сум ми гледане на дланка. Значи, јас сум исто кој се прашувал се, окей, што е мојот живот, каде одам, зашто сум тука, тие некои суштествени прашања. И верувам и во тоа некое барање на луѓето завлегуваат во невакви методи или во тоа иднината да се види се што се случува, каде одам, која ми е иднината. Исто така ми имаат правено натална карта, знаете, што викаат во однос на астрологијата, на како методите за узнавање на иднината. Датумот на раѓање, годината, часот. Сите тие, значи, многу на баш детална натална карта и сите тие да ми објаснат исто така со тоа да задоволат мојата љубопитност или да се одговорам на моите прашања. И сите тие кажува некои своји верзии за мојата иднина, некои кажува дека ќе бидам познат, дека ќе работам нешто со метал, ја не работам ништо со метал, сега не сум познат. Значи, наталната карта промашај. Па на некој начин во мојот живот, да, може да кажам и затоа тоа беше еден од начините, може да се постави прашање, сега дали постои некоја друга алтернатива во животот, дали мислам дека луѓето баратаат со она што го имаат, знаете, колку што викаме, ако биле такви од
во семејството тоа било нормална појава, во општеството тоа нормална, општо прифатено мислење да се верува во судбина, кој што кажавме и во многу социјални случаи. Едноставно луѓето кои мислат дека не постои нека друга алтернатива го прифаќаат тоа и живеат според тоа. И самото прифаќање кој што видовме од овие примери кои беа кажани, наистина пресудно за еден животен ток. Значи ова не е прашање да кажем па во реду, него навистина влијае на човечкиот живот. Како човекот ќе се однесува, како ќе го води животот, што да очекува од животот, што да направи и така натаму. Така се би сакал да додадам нешто. Тоа ме добро опфати, меѓутоа интересно е тоа што ако ги анализираме луѓето кои што се обраќаат кон вакви решенија, кои што бараат вакви решенија, порано мислев дека обично тоа се луѓе кои што можеби се да речем неучени или од некоја по-конзервативна средина. Меѓутоа како што почнам да истражувам, сваќам дека и многу учени луѓе, дека многу славни личности пристапуваат кон сите овие методи да ја дознаат иднината, да видат кој е што е она што следува, така. Не само тоа, туку дури и политичари кои што се многу познати, се консултираат со некои нивни лични луѓе баш за оваа работа, експерти во тоа. Дури до тој степен што и воени стратези се консултираат само и само да знаат каква точка да повлечат во иднина. Што значи дека тоа не е појава само поврзана со некои луѓе онака што не знаат што да прават во животот, туку апсолутно тоа е поврзано со луѓе кои што на некој начин се кроечи на судбината на овој свет. Луѓе кои што прават потези од кои што зависат милиони други животи. И така како е битно да го сватиме ова озбилно, дека е нешто како појава. Исто така ми беше интересно, јас си мислев, тоа е само за во Македонија. Ние овде во Македонија така сме малку позаостанати. Меѓутоа сватив дека се повеќе и повеќе и на запад е присутно во оние најразвиени земји, во Америка, во Германија и така натаму. Така гледаме дека тоа е една универзална појава, не е само кај нас. Дали Весна, дали тоа се случува само сега во моментов или се случувало и порано? Има ли примери од порано? Јас колку што знам, дури бев дете, баба ми, она гледаше и на графче, и на кафе, значи тоа се случувало и порано, и уминатото, значи тоа е корен што води многу одамна и од секогаш било луѓето секогаш сакале да знаат што мене ќе ми се случи во иднина, каков ќе биде животот мој и дали ќе можам јас тоа да го поминам или не, значи секогаш е со прашалник што ќе биде. И секогаш имало и верувам дека луѓето секогаш се прашувале и тоа најмногу ги интересира, мислам и денеска дека најмногу ги интересира затоа што времето во кое живееме е многу поинакво од порано и непредвидливо што може да ти се случи утре. Од еден аспект, сите ние сакаме на некој начин да дознаеме што ќе ни се случи, да бидеме подготвени на некој начин за тоа. Меѓутоа, од друга страна, сакаме да знаеме и затоа што така ќе биде и нема потреба да се вложуваш, нема потреба ништо да преземаш одговорности, обврски, да едноставно ти си ослободен од се, тоа така си тече и да правиш нешто и да не правиш и многу е полесен животот кога знаеш дека тоа ќе биде така, без разлика што и да направиш. И со тоа мислам дека животот губи смисла, кога би знаел например што конкретно би се случило, би се предал на животот и тоа е тоа, нема никакво уживање, нема неизвестност, нема живење во животот што го живееме. Многу луѓе досега дури цело богатство оставаат на вакви луѓе, значи претскажувачи на иднина. Дури и цели телевизиски канали работат се со цел да тоа е маркетинг всушност. За да ги задоволат тие наши радознали желби што ќе ни се случи во иднина. А јас сум искрено радознала што се случува на четлинијата, па ги повикала Александра и Сузи да ни пренесат некои интересни коментари во врска со она што го дискутиравме ние овде. Судбињата е одбивање одговорноста за постапките. Кој верува дека судбината му е таква или ваква, таква и ќе му биде. Тогаш само тоа му се потврдува. Ако верува во добра судбина, таква и ќе му биде. Ако верува во лоша судбина, таква и ќе му биде. Се е работа на вера. Просто речено, во што веруваш, тоа добива свој одраз. Уште една да прочитаме, судбината најчесто се поврзува со изреката така требало да биде. Ова никогаш нема да го разбереме, зашто со малку поголемо внимание така немало да биде. И уште една мисла, ако не можеме да направиме се што сакаме, тогаш да направиме тоа што можеме.
Ете така, јас би прочитала неколку мисли кои што ги добивме овде на чатот. Вели, пази на своите мисли, зашто тие може да се претворат во зборови. Пази на своите зборови, зашто тие може да се претворат во дела. Пази на своите дела, зашто тие може да се претворат во навики. Пази на своите навики, затоа што тие го сочинуваат карактерот. Пази на карактерот, зашто од него зависи твојата судбина. И во продолжение уште една прекрасна мисла, исто така, вели, судбината не е да чекаш работите да се случат сами по себе. Наместо тоа, треба самиот да ги создаваш. Студија? Томе, конкретно би те прашала, кажи ми, на каков начин ние круиме нашата судбина? Пошто дел од одговорите на нашите испитаници беше дека и ние учествуваме во креирањето на нашата судбина. Па, ние креираме нашата судбина пред се со слободната волја и со правило што имаме слобода на избор. Че ние секој дневно правиме одлуки. И нашите одлуки одлучуваат како ти од најкратка некоја инстанца е како тој ден ќе ми биде. Знаете, ја ако се разбудам наутро, ја можам да одлучам какво расположение ќе биде. Ја можам да одлучам како ќе се обходувам со другите. Дали ќе учам, дали нема да учам. Тоа ќе зависи дали ќе положам на испит, не дека ми е запишано, него едноставно, значи, со моите одлуки секојдневни, ја одлучувам и во некоја поголема инстанца, може да кажеме, некои имат и некои животни одлуки, некои ги донесуваме, нели, кариера, што ќе одлучим, за како образование, што сакам да имам по професија, одлука на избирање на брачен другар, затоа се вика избирање на брачен другар. Не некој дека некој ти го наметнал, па сега ти што да правам, сега треба да го трпам цел живот, нели? Зависи дали у која земја живееме. Да. Тоа стои исто, да, тоа е интересен феномен исто така. Но еве за нашиот контекст кој велиме, нели, тоа повторно е наша одлука која ние донесуваме и треба да живееме со неа. И после ние често пати луѓето што да правиме судбина. И значи нашите одлуки ја одредуваат, ја креираат нашата судбина, нашиот живот. И како што кажавме, нели, претходно, токму можеби бегање од таа одговорност го дава звучи примамливо да се верува во судбина. Че ја ако сакам да се отргнам, да дистанцирам од таа одговорност, ќе кажам друг ми е крив. Звездите се. Што да правам са, ја ако сум овен во хороскоп. Не ми се наклонени звездите денес. Таков сум и се ја ќе бидам таков темперамент и што да правам, вие морате да ме трпите. Него, ако имам друга дека не, јас го изградувам мојот карактер, јас имам слобода на избор, јас со моите одлуки го креирам мојот живот и мислам дека тој елемент на слободна волја, на право на избор, наметнува на понеква перспектива на животот и на оваа тема која зборуваме за правото за судбината. Кој што веќе спомнавме на самиот почеток, нашите сограѓани го кажуваат, они како велат, да, јас сум одговорен. Значи, имаат некоја свесност, но сепак кога да имаат некој еден џокер во рука, секојаш кој некој ќе закусти излеа, а што да правам судбина. Знаете, кога да постои тој некој елемент. И мислам дека ние креираме во однос на нашите одлуки, а одлуките ги насуваме за различни полиња од нашиот живот, кон различни луѓе и така натаму. Али пред се, значи, со слободната волја како дадена на човекот, како едно слободно битие, одговорно, тука е клучниот елемент да ја лично не верувам дека постои судбина, запишана некаде, детерминирана, фатализам, како што беше спомнато дека едноставно јас сум некоја марионета. Не, јас сум одговорно суштество, човек со слободна волја, кој треба да ги избира мудро своите одлуки, да би имал подобра иднина, да би имал подобра судбина. Мислам дека би било исто така фер да се спомене дека некои елементи од нашиот живот, од нашата судбина, така да речеме, ние не можеме да ги избереме. Значи, постојат некои работи кои над ние немаме влијание. Да. Не сме прашани за така. И тие би требало да ги прифатиме, а и прифаќањето е некој избор, знаете. Ако ти некој може, како ќе го прифатиш тоа исто така, некој ќе го прифати, кој што кажавме, со алкохолизам. Сега што да правам јас? Роден сум во Македонија, како млад човек, немам индина, што да правам? Живеам во Кавадарци, вино, ракија, колку сакаш. Да. И сега ја ќе ти кажам, што да правам, така ми била судбината. Али едноставно, ако кажам, не, добро, состојбата може би не е добра, што можам да направам ја? Ќе барам некој решение. Алтернатива. И, значи, тука
Затоа велам, по мене тој елемент на креирањето постои, одредена база или еден дел од нашиот живот ни е даден, неизбран, или е судбина. Сега со мене може да кажем, судбина била да се родам ја во Македонија, но каков живот ќе водам во Македонија? Тоа е веќе друга работа. Тоа е друга, тоа е пред се моја одговорност. Може да кажем, не сум го избрал семејството во кое ќе се родам, нели? Така. Но ја не можеме да ги избереме ни родителите, ни роднините, меѓутоа другите работи Јасно, тие се некои работи кои се надвор од мојата контрола. Но јас може да изберам како ќе се однесувам кон моето семејство, кон мојата фамилија и ќе кажам се дали ќе бидам горд или ќе бидам ваков или ќе се однесувам така или ќе го сметам тоа за предност или дека не е предност. Значи постои едни работи кои нас се дадени, с кои немаме влијание, а имаме одредени работи кои имаме огромно влијание и кои се, мислам, судбоноси, така да кажеме, во овој контекст за нашата судбина. И тога доаѓа таа моја одговорност, наша одговорност. Пред малку во претходниот блок разговаравме околу луѓето бидејќи се сите по природа радознали, сите сакаат да дознаеме што ќе ни се случува, верувам како ние тука, така и оние што не следат преку Live Connect и Twitter. Околу претскажувачите на нашата иднина. Понекогаш се случува да тие луѓе знаат да погодат нешто што ќе ни се случи. Така. Верувам дека има примери. Може би малку негативно тргнавме по тоа дека како осудувачки од наша страна колку е лошо да се оди на сите тие места. Меѓутоа треба да имаме во обзир дека понекогаш некои луѓе навистина пробуваат разни методи за решавање на својот проблем. Има некои болести кои што се неизлечиви. И сега знаете како што гласи таа поговорка во нашиот јазик, кој оно кој што се дави бара и сламка да се фати само да се спаси. Да. И мораме да ги разбереме понекогаш луѓето дека едноставно гледаат во тоа како последен излез, последно решение за проблемот. Меѓутоа, сепак мислам дека тоа не е решение, дека не е излез од целата ситуација, туку само можеби дури понекогаш и дополнително оптоварување. Знаете, има случаи каде луѓето не знаат дека се болни од некоја смртоносна болест која што ќе настапи многу наскоро и едноставно го живеат животот многу попозитивно отколку оние кои што се информирани. И не случајно некојаш и не добро да ја знаеме таа иднина што е пред нас, заради тоа што едноставно макар и оној живот што го имаме пред нас да ни биде добар. Да не треба да живееме во некоја стега, да не треба да живееме во некој притисок, да одбројуваме како во војската е што, знаете, се скртаат таму уште колку дена има. И така да мислам дека има некоја лепота, некоја убавина во тоа да има неизвестност. Така. Туме кога веќе разговаравме за тоа дали постои судбина, вие рековте дека лично не верувате дека постои судбина. Дали Божјото предзнаење на иднината значи дека тој ја одредува нашата иднина? Дали можеби тој меша прсти во она што се случува денеска во нашиот живот? Ако го веќе го спомнуваме како Бог, како како личност која постои, која е инволвирана во човековиот живот, ако ја земеме библиската слика за тоа, за Бог, бидејќи, знаете, луѓето има, многу е битно не само се верува во Бога, него да се верува каков Бог веруваме. Бидејќи многу луѓе имаат различни слики за Бога, знаеш, некој кој тој е многу луд, едва и чека да те фати во некоја грешка, да те осуди, да те казни, така натаму. Но кога го земеме библиската слика за Бога, дека Бог е љубов, дека Бог од љубов и не создал, го создал овој свет, дека Бог, исто така Библијата ни открива дека Бог го уредил овој свет, че тој поставил и некои законитости, кои едноставно ако ги кршиме не имаат последици. За ние сите зависиме, не може да кажеме, мене ми се свиѓа законот за гравитација. Ќе го сменам. Ама не може да го победам. Ја, ако сакам да велам да ќе го победам, ќе рипнам од зграда, мислам ќе со сакање да полетам, ама тој ќе биде појак од мене. Затоа и од една страна тие законитости нас ни даваат дека да бидеме мудри во нашите изреки, значи да човекот согледа што каде неговите одлуки до каде ќе водат. И затоа и многу е битно да се спознае Библијата и од тоа гледна точка, дека дава смерници за животот, за мудри избори, за што да се направи.
Бидејќи Бог во самата Библија нели се открива како создател, оној кој го создал човекот, а ние сите знаеме дека оној кој го произведува оден производ, најдобро знае зашто да се употреби, како да се употреби. Сите ние кои ќе купиме некој производ, читаме упатство за употреба. Упатство за употреба. Да. Зашто? За да извлечеме максимум од тој производ. А вака, значи, во Библијата ние имаме слика на Бога кој е создател, кој го создал човекот и е најадекватен и најдобар авторитет да каже тој човек како треба да живее. Што тоа е еден елемент како Бог би требал да се меша во нашиот живот, да биде ние го дадеме простор во нашиот живот и во креирање на нашата иднина и на нашата судбина. Тоа е еден елемент, мислам, кој треба бите да се свати. Са еден од атрибутите, кој веќе го спомнавте нели во вашето прашање, дека Бог е свезнаен. Сега за луѓето малку тоа е чуден контекст, знаете, ние сите не сме ограничени луѓе и едноставно дека се знае и дека Бог ја знае иднината. Сега ќе кажем, ако Бог ја знае иднината, тогаш зошто одиме да прашуваме на друго место? Најдобро во ред може да се каже од тој аспект дека треба тој да се праша за нашата иднина, но главното прашање се наметнува ако тој ја знае иднината, дали тој ја предодредил? Дали тој веќе напишал и веќе тоа имплицира дека постои судбина. Но интересно е дека Библијата кажува дека Божето презнаење на иднината не ја детерминира иднината. Ева вака може би да пообјаснам. Бог однапред ги знае човековите избори. Значи, моите одлуки. Ја денеска одлучив да бидам овдека, да бидам во оваа емисија. Се тој претходно од своето презнаење како Бог, тој го видел тоа. Но не значи дека тој го запишал тоа. Значи, едноставно тој, бидејќи ги видел нашите избори, и он затоа тој ја знае иднината, но ја детерминира. Или, например, може да биде исто како ние кога гледаме некој филм. И ако јас сум гледал еден филм, можам да ти го кажам... Комотно да знаеш кој е крајот на да ви го кажам, нели, како ќе заврши. Но ја не влијам на действието на филмот. Значи, ја може да го знам однапред, но не значи дека јас сум го режирал филмот. Така и Бог го гледал однапред мојот живот како на филмска лента, но не го предодредил. Јас сум бил еден од режисерите во креаторите на тој име. Друг еден креатор во мојата судбина исто така е и Бог. Ако јас го изберам како ко-креатор во мојата иднина, ако го изберам неговите морални начела. Значи, тоа е веќе огромен избор за мојата судбина. Дали ако Бог вели не лажи, не кради, не прави прелюба, ако ја тие начела ги применам кај мене, тоа ќе влие на мојата судбина. Нема да кажем се, ја ако завршам во затвор, да кажем дека била судбина. Аз сум завршил во затвор затоа што сум крадел. Веќе си знаел кои ќе бидат последиците доколку си го направил тоа кривично дело, не? Токму така, бидејќи кој што кажеме, Бог дал законитости и физички и морални закони и не советува нас. Заштити се од последиците, избери мудро, затоа го дал ни Светото писмо како еден водач за нашиот живот, за тие морални начела, да ние ги следиме, за да ни биде подобро. Еден најубав пример за ова што го зборуваме на илустрација е токму еден библиски извештај, кога Бог го изведува израелскиот народ, кој тој бил избран народ тогаш, бидејќи Бог кој самиот го создава тој народ, за бидејќи имал посебна намена со тој народ. И го ослободува од Египет и го води во ветената земја. Тоа било Божји план за тој народ. И вели, сакога ќе одите вие во таа ветена земја, вели, имате избор пред вас. Ако ме следите мене, благосостојба, живот, имате плодно ќе ви биде во родовите, во посевите и така натаму, и на благосостојба. Но доколку не изберете така, вели, ќе имате проклетство, ќе имате болести, ако не ги следите моите закони, ќе ви биде, значи, он ги става луѓето на раскрсница, вели, имате избор. Право на избор. Значи, повторно вели. И тука гледаме овој принцип кој веќе го кажа. Слобода на избор на човекот, одлучи, два пата постојат. Со Бога одиш, имаш една патека. Собствено некој мерило се зимаш, ги кршиш тие Божји принципи, ќе идеш во друга патека. Ќе го гледаме овој принцип за кој сакам да го напомнам, дека зборуваме на оваа тема.
дека Бог дава избор на човекот, а исто така во исто време се нуди како ко-креатор за нашата иднина, да ни помогне како да ја избереме нашата судбина и да едноставно тој биде еден активен дел во неа. Тоа повторно зависи од нас. Значи да не бидеме пасивни во креирањето на нашата иднина. Интересно е кога веќе ја спомнуваме Библијата, има стихови во неа каде што Бог вели, те познавам уште пред да бидеш зачнат. Те знам уште во утробата на мајка ти. Или вели ги знам, сите влакна на твојата коса се изброени, јас ги знам. И сите наши мисли и помисли. Так, сите наши мисли и помисли, тој знае се. Значи, како што спомна Томе, го имаме тој аспект дека тој се знае за нашиот живот, а од друга страна, истиот тој Бог кој што не создал и кој што се знае за нас, ни дава слобода. Тоа за мене беше едно воодушевување кога ми се споја тие две концепти. Тој можел слободно да одреди некој живот што јас само треба да го изживеам. Меѓутоа тој одлучил да јас бидам тај што ќе избирам. Јас денес да избирам една или друга страна. И тоа дава една посебна димензија на животот. Една посебна радост дека и ние сме активни учесници во животот. Не сме само некои пасивни посматрачи или некои кои што треба само да го изживеат она што веќе е напишано. Туку заземам активна улога и тука доаѓа до таа креативност, тука доаѓа до таа убавина на избор. Некогаш имам чувство дека се наоѓаме како во еден голем маркет, застанати пред штандот на производи и вршиме избор. Кој производ ќе го избереме, тој ќе го користиме, така најверојатно и со одлуките во нашиот живот. Која одлука ќе си ја избереме да си ја донесеме, така налагаме да живееме, значи на крајот што ќе биде со нас, самите си одлучуваме, значи не дозволуваме да некој друг ни го наметне тоа. Еден друг, значи, многу јасен концепт за ова прашање кој Библијата го укажува, е тоа, например, апостол Павле вели, што ќе си посееш, што ќе си пожнеш. За жал. За жал може да биде, али може да биде и предност. Ако јас посеам добро семе, тоа е радосна вест. Значи, ја ќе имам добри плодови. Значи, повторно таа одговорност. Што ќе си посееш, што ќе си пожнеш. Павле тоа го вели на своите верници, вели, немојте вика да се залажувате, дека може вие тие некои законитости да ги избегнете, да манипулирате некако со нив. Него вашите одлуки одлучували. Што ќе си посееш, тоа ќе си пожнеш. Една друга библиска книга која се мудростните изреки, нели? Книгата на мудрости на Соломон, е полна со апел да човекот избере мудро. Значи, вели, избери синко мој, вели таму, веќе, избери мудрост, подобре од златото. Избери вредна жена. Избери мене. Вели, немој да бидеш мрзелив. Зашто? За да не осиромашиш. Значи, он вели, сиромаштвото не доаѓа на врата така само да ти... Него едноставно доаѓа некојаш и со наша соработка, кој што беше биќе спомнато, што да правам сега, така ми било пишано и така натаму. Значи, повторно, значи, многу убаво јасно е нагласена таа човекова одговорност. Дека што ќе избере, така и ќе му биде. И тоа е, за мене е радосна вест. Бидејќи мене како едно разумно суштество ми дава простор на слобода, предизвик, а исто така кој што споменав, многу е битно дека не сме сами во тие избори. Значи, ја имам Божие откровение кој ми помага во тие избори. И не само еден многу важен фактор кој мислам дека се занемарува во христијанството, е тоа дека Бог не е некој кој е, знаете, далеко од човековиот живот. Премногу зафатен за да не знае. Па дека е Бог, тој е некаде најдете на некој престол таму во некоја своја Не се интересира за нас. Во некој свое царство, некој свој живот, некоја своја реалност. Не направил тука како што вели еден теолошки правец, како не навел како часовник и не оставил да работиме. Законитости си постојат, тоа е и он си брка некоја друга работа. Не е тоа библиската слика за Бог, туку Бог е активен учесник во мојот живот. Личност која сака да биде присутна во мојот живот,
не само што сака да биде присутна, туку се нуди и да помогне. Значи, некои луѓе сака да бидат присутни, знаете, онака само од радозналост, нели, онака са, како е ово, онака, или да ти најдат материјал, за да имаат материјал против тебе, нели? Да, едноставно, или да те оценува, не. Но Бог не е таков, туку тој сака пред се да го делиме животот за да ни помогне. Бидејќи како што кажавме, тој е создателот наш, авторитет кој најдобро знае како треба да се води еден човеков живот, и затоа би било мудро да се слушне неговиот совет. Другата слика која е дадена, нели, за Бога е тој небесен татко, значи татко кој е, за жал ние некогаш имаме не толку добри искуства со родител, нели. Со таткото може да биде добар, а може да биде лош. Но сликата за Бога е дека тој е еден кој татко кој ти е наклонет, кој те знае. Значи, кој те знае како никој друг, како ни самиот себе си што нешто знаеш. Скенирал веќе. Нема ништо пропуштено. Ги знае мислите наши, знае све и може и замислите каква предност е тоа. Некој кој те знае, кој ти мисли добро, кој е премудар, да го имаш на своја страна. И да може да ти биде тука за ти може да ја креираш својата иднина и својот живот. Тоа навистина е за мене прекрасна вест или прекрасна опција. И верувам дека, например, за тие луѓе кои велиме, кои кажуваат, кои мислат дека се жртви на судбината, туку им се кажува дека Бог може да се вмеша во нивниот живот, дека може да им помогне, дека може и околностите да се сменат. Знаете, многу луѓе може да имат своите животни истории да ги кажат дека со Бога го свртиле својот живот во потполен правец. Така. И кога збориме за ова, многу е битно, например, за многу луѓе, тие се жртви и на своето минато. Кога велат, па направив грешка, тогаш што да направам? И од тоа ни се живеат цел живот да кажат се што да правиме, со последиците мора да се живее. Одредени последици постојат, треба да се живееме ние со нив, но Бог е Бог на втора шанса. А таа втора шанса не значи дека еднашка дадена, туку дека може често пати човекот да дојде да бара шанса, бидејќи постои концептот на проштевање, кој Бог ја проштева зона што човекот го направил, им вели во ред, погреши, свати, се покајуваш, но ајде сега да одиме заедно во една подобра еднина. Во една нова еднина. Значи, постојат тие втори шанси во животот и затоа за човекот не може, е убаво да го знае тоа, да не каже sa што да правам, тоа е судбина, нема избор. Би сакал само да кажем еден аспект. Уште од самото интервју, па и сега тоа ме неколку пати спомна, дека нашите одговорности се играат голема улога во одлуките. Значи, таа наша одговорност во одлуките игра огромна улога. Јас се плашам нашите гледачи да не стекнат таков доем дека ако ние само и само добро избереме и по автоматизам ни е загарантирана добра последица. Добра иднина. Да, е добра иднина. Значи, често пати не е така. Луѓе ќе се вложат целосно, ќе дадат се од себе, ќе ги испочитуваат сите морални стандарди, сите морални принципи и на крајот некако работите не одат по тој тек како што би требало да одат. Го спомна посевот, односно апостол Павле таму вели што човекот сее, тој ќе жне. Меѓутоа, една друга парабола што вели Исус, кажува вака: посеа семеч добро семе, и тоа почна во земјата, меѓутоа ноќта вели, дојде непријателот и тој посеа какол или семе кое што е лошо, некоја трава лоша. И кога сето тие заедно растат и така натаму, и заклучокот што го на крајот изнесува Исус е дека она што е лошо не е од него. Тоа што е лошо, тоа што можеби ќе дојде како лошо во нашиот план и покрај тоа што сме дале се од себе, сме ги спочитувале сите добри принципи, сме донеле добри одлуки, сме покренале некоја добра иницијатива, автоматски не мора да значи дека ќе има добар резултат, заради тоа што според Библијата во целиот тој контекст постои еден непријател кој што е тука за постојано да се лошо семе на нашата нива, на нашиот живот, и мораме да го имаме тоа во обзир, дека едноставно сме во една таква, како што вели Библијата, голема борба. Да. И да не се преоптеретиме дека до толку, ако сите наши одлуки ги донесеме, автоматски ќе биде добро туку да го земеме и тоа во обзир. Така, висна, бидејќи спомнавме од Божја перспектива како може да се изгради нашата иднина,
Саша спомена нешто и во врска со она друга сила што владе. Имаме право на два избори во овој случај, така дојдов до заклучок дека бираме или добро или лошо. Како што постои бело и црно, сива зона не. Значи, така треба да избереме или добро или лошо. Зошто секогаш го избираме она што е полошо, а е така добро спакувано да просто човекот не може да му одоле? Па, зашто секогаш избираме лошо? Значи, јас не можам да кажам дека секогаш ние го избираме по-лошото. Значи, секогаш добре, е на нас... Во повеќето ситуации знаеме да го направиме тој избор. Секогаш е различен, од различен аспект можеме да го гледаме тоа. Значи, има некои мисли што викат, барем за мене лично е, немојте да донесувате одлука кога сте тажни. Значи, секогаш е погрешна. Секогаш. Или, значи, затоа што у тој момент зависи у која состојба сме, значи, во која психичка состојба сме и што ни е целта во нашиот живот да донесеме таа одлука. И дали пред се го прашуваме Бога. Дали оваа одлука е добра за мене? Дали тоа мене во животот ќе ми помогне или ќе ми одмогне? Дали јас ќе можам да направам добро или лошо во мојот живот? Значи, но сепак, каква и одлука да донесеме, барем од моје лично искуство е дека Бог е секогаш со нас. И ако одлучиме да донесеме одлука лоша, која ќе делува лошо на нашиот живот, Бог знае да ги ублажи последиците и да го преокрене на добро. Сатаната е тој што прави лоши работи, како што каже Саше, што доаѓа и се е лошо, но Бог е секогаш тука да ги преврти работите во добро. Тоа како го гледам. Моите деца сакаат да скокат на спалната. Мислам дека сите деца сакаат. Ама мојата спална има ќошиња што може да се удрат. И сега јас знам дека они може да се удрат и тоа може многу лошо да заврши за нив. Значи, после во болница, шиење и страшни работи. Но сепак им дозволувам да изберат. Али им кажувам, тука има ќоше, таму има ќоше, внимавајте. Ако паднете, вас ќе ве боли и ќе одиме во болница. Значи, они сепак им давам да внимаваат. А ако се случи тоа, значи, јас сум покрај нив и ги облажувам последиците. Значи, они имат избор да изберат дали да скокаат и дека може да се удрат, дали да скокаат и да пазат, или да воопшто не скокаат за да не се случи ништо. Но сепак Бог, како што кажа, тоа ме е многу убаво што ни дава избор сами да креираме дали тоа ќе го правиме или нема да го направиме. Што значи да донесеме така убаво спакувана лоша одлука, сепак со помалку последици. Со последици, сепак Бог ќе ги ублажи последиците, но сепак има граница каде што треба да ја поставиме дека не можеме да си бираме све што сакаме. Или да си играме со огин, што обично народот тоа знае да го каже. И дека нема да се изгориме. Па ќе се изгориме. Значи, треба да пазиме каква одлука донесуваме. Висна, сакав да те прашам, бидејќи се две Весни, да не дојде до некоја забуна, јас прашувам Весна Станковска. Весна, бидејќи споменавме добро, лошо како избор. Дали понекогаш изборите што ние ги правиме, може да допринесе да му ја загрозиме иднината на тој што е поред нас? Најчесто се случува во членовите во семејството. Секако се што го донесуваме како одлука, сепак треба да сме свесни дека влијае и на сите кои се инволвирани во таа наша одлука. Така да сигурно е дека има влијание она што ние го одлучуваме и затоа треба да сме свесни нашите одлуки кога ќе ги донесуваме да не загрозиме никого. Она што би сакала да се надоврзам на сето ова што сега го зборувавме, што мислам дека вреди да се спомена, е дека ние понекогаш едноставно го живееме животот, точно Бог ни го дал животот, ни дал одговорности, меѓутоа проблемот кај нас е што некогаш и не сме свесни дека треба да размислуваме во која насока ќе оди животот, кои ни се целите, кои ни се намерите. Едноставно се будиме и дозволуваме денот да не води. Што се случува, се случува. Немаме понекогаш зацртана цел, замислено која е поентата на нашиот живот, која е смислата на нашиот живот, кои ни се одговорности, обврски и каде сакаме нашата судбина да заврши. Нели, во наводници судбина. Затоа сметам дека она што нас можеби во ова динамично време на живење ни фали е свесноста за тоа дека ние треба да управуваме со животот, не околностите и ситуациите да управуваат со нас.
се што стои до нас да направиме за нашиот живот да отиде во онаа насока која што сметаме дека е најдобра за нас. Интересно размислување. Се што Сакам да се надоврзам. Значи, како што спомнавме, многу луѓе посегнуваат по бајачи, гатачи и некои други методи, хороскоп, тарот и така натаму, се со цел за да ја дознаат својата судбина. И сум разговарал со многу такви луѓе. Знаете, и ќе кажам, па не е во ред тоа така да се прави. И ми вела во Библијата е запишано дека Бог тоа строго го забранува. Да. Знаете, во Стариот Завет дури Бог оди толку категорично што вели за Израел, во тоа старо време дека секој што се бави со таков вид на окултизам да биде убиен директно. Да биде искоренет. Значи скроз да биде искоренето тоа како зло. И кога ќе ги прашам тие луѓе зошто и покрај тоа што знаеш, во Библијата пишува дека не треба да одиш, не треба да го практикуваш тоа, зошто го правиш, тие велат, па јас кога одам таму, мене се ми погодуваат. И сега како јас да му објаснам кога тој веќе има искуство дека навистина му погодуваат работи, му погодуваат работи кои што се актуелни за неговиот живот, нешто што можеби никој не ни го знае друг, а некоја баба во некоја таму село со некакви метании ќе му погоди. И прашањето е дали силата е во таа баба во случајот или во некој гатач или гледач? Или преку неја има не, некоја друга сила? апсолутно не. Туку таа е само еден медиум кој што сатаната го искористил за да зборува преку него. Знаете, во таа голема борба околу нас сме обкружени со ангели и демони. И тие демони многу добро го познаваат нашиот живот. Многу добро знаат ние што правиме кога сме затворени во WC, што правиме кога сме затворени во некоја друга соба, кај што можеби нема ни камери ни луѓе. И тие добро ги знаат сите наши слабости. И во такви ситуации тие ги искористуваат. Интересно тоа што во Библијата мене што прво нешто ме фасцинираше од кога почнав да ја читам Библијата како книга која што се разликува од другите сите свети книги, е тоа што во неа се запишани пророштва, напишани во одреден временски период, а се исполнуваат понатаму во историјата. Да речеме пророштва запишани пред 2700 години и се исполнуваат до детали низ историјата и што е многу интересно, некои од тие пророштва се исполнуваат денес. И сега Бог како оној кој што ја знае иднината и кој што ни дал некоја, да речем, незаштита од некоја неизвестност, дека овој свет како што го гледаме, кој што оди само надоле и надоле, тој цело време на сите генерации сакал да каже преку тие пророштва: не се секирете, крајот ќе биде добар. Ќе има крај на злото, ќе има крај на смртта, крај на болката и ќе направи ново небо и нова земја. Меѓутоа, интересно е тоа што сатаната е тука кој што цело време ги имитира оние Божји работи. Сатаната е тој кој што се обидува да даде некои пророштва. Сме слушнале за Нострадамус, сме слушнале за Баба Ванга и така натаму. Има многу луѓе што се занимаваат со такво нешто предскажување на иднина, но јас би сакала искрено да видам дали можеби има некакви коментари во врска со она што ние го разговаравме вечерва како тема, а бидејќи ни се ближи крајот на самата емисија, јас би ги повикала повторно Александра и Сузи да поделат неколку убави мисли од ваша страна. За почеток ќе прочитаме неколку добри мисли. Судбината тоа сте вие. Судбината тоа е вашиот ум, успехот тоа е вашата упорност. Постојат коинциденции, сплет на околности, а однапред запишани ситуации не верувам дека постојат. Она што ни се случува е последица од нашите постапки. Самите си ја кроиме судбината. Че судбината не постои, судбината сами си ја креираме. Следна мисла која што ни пристигна овде на чатот вели вкусот е карактер, а карактерот е судбина. И уште една интересна мисла. Омилен ми е цитатот од филмот Матрикс, кога Морфи го прашува Нео дали верува во судбина, а Нео му одговара: не затоа што не ми се допаѓа да немам контрола над својот живот. Со своите постапки и со да одликуваш твојата судбина. Какви ти се мислите, таков ти е животот. И благодариме на вашите коментари. Толку немаме повеќе мисли. Студио. Слушнавме што имавте да кажете вие, а вие не слушнавте што имавме да кажеме ние. И јас сакам да ги прашам моите гости да не случајно имат уште нешто да докажат, а не го кажаа вечерва. Ја би сакал да додам еден елемент, мислам, кој е битно да се каже кога се зборува за ова тема, а тоа е дека да се избере Бог во својот живот, да се следи, да биде дел од нашиот живот, не одредува само нашата судбина
на овој свет. Туку многу Библијата кажува дека постои вечна судбина, човекот се одредува со својата одлука. Дали ќе го прифати Бога или нема да го прифати Бога. И дека ние нашата вечна судбина исто така ја одредуваме со нашата одлука да го предаваме нашиот живот на Бога, да го прифатиме како авторитет, да го следиме, да го прифатиме Исуса Христа и така натаму. Значи мислам дека и тој елемент за дека и вечната судбина се одредува со овоземските одлуки е и така битно да се спомене. Так. Бидејќи крајот на нашата емисија дојде, да констатираме, судбина не постои. Право на избор има секој од нас. Кои одлуки ќе ги донесете во вашиот живот зависи од тоа каква ќе ви биде иднината. Ви закажувам средба утре вечер во 20 часот. Ке размислуваме за тоа дали ни е потребно заедница. Јас верувам дека и како ни е потребна, но тука сакам да ги слушнам и вашите коментари. Ве поздравувам со една мисла од Аристотел, кој вели: ако на животниот пат не занесе нешто и паднеш, стани, стреси се и продолжи да одиш. Не губи оној кој што паднал, туку оној кој што останал да лежи. Добра ноќ.